Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, бидејќи денеска бев прозвана од некои од моите колеги, сакам да дадам појаснување во врска со закажаното одложена седница на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Онака како што уште пред неколку дена соопштивме како политичка партија и нашата коалиција, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така и денеска остануваме на ставот дека е потребен надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност, ако е поврзан со случајот кој власта го обелодени. Она што се случи во текот на вчерашниот ден е добив известување како членка на комисијата дека треба да председавам со комисијата закажана за денес. За денес утрово исто така да бидам известена од страна на председателот на собранието преку писмо, како и сите пратеници, дека истата се одложува. Од она што успеав да разберам, неофицијално се разбира, е дека станува збор за утната процедура или погрешно применет деловник и од тие причини истата била одложена. Како пратеничка и како членка на комисијата, не бегам од одговорноста да председавам со таа комисија тогаш кога согласно деловникот од страна на председателот на собранието ќе бидам задолжена. Дали тоа ќе биде денеска во 2, во 3, односно 14, 15, 17 или 22 часот на вечер, апсолутно немам никаков проблем за тоа, затоа што, како што и вчера кажав во мојата изјава, и мене лично како пратеничка и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ние од интерес надзорот да се спроведе и граѓаните, што е најважно од се и вие како јавност, да бидете информирани за тоа што се наудите и информациите до кои сме дошле при тој надзор. Секакви други шпекулации, секакви други сценарија, секакво друго префрлање на топката, власт, опозиција, дуи и така натаму, за нас е неприфатливо, бидејќи се покажува дека немаме, како собрание или како пратеници, поединци немаат сериозен пристап кон ова прашање. Ние немаме што да криеме, но се сомневаме дека власта има што да крие и затоа после нашето неколкудневно инсистирање за декласификација, можно е ова одложување да биде и страф од таа декласификација, затоа што најверојатно она што ќе биде откриено со тие документи нема воопшто да биде пријатно за некој од представниците на сегашната власт. Ви благодарам.